Интелектуалци, уметници, спортисти и доброволни амбасадори на земјава денес со овој подпис му дадоа поддршка на манифестот на Македониумот. Подписот го оставија уверени во пораката која ја оставаат, а која гласи: ние македонците сме шокирани од актот на нашето бришење. Човекот е смртен, народот не, затоа што душата на народот, јазикот е бесмртен. Македонија не значи се. Ако неја ја немаме, ако некој ни го брише името и македонскиот јазик, особено оние кои што треба да се грижат за иднината на Европа и се представуваат како големи европјани со предпочит на нивниот висок морал, треба да знаат дека ние сме се уште народ со свој идентитет и со свое име и со свое презиме и со свој јазик. Да ви кажам, сум чудоневидена од ирационалното барање на нашите соседи, неќам ни името да им го спомнам, кога они бараат нашето име да си го промениме, тоа е нонсенс и се подпишав никогаш да не подклекнеме да си го промениме името, што ни е не со векови, милениуми. За одбрана на идентитетот сплотени и спортистите, јасни во пораката, да кажеме кои сме бидејќи не сме безимени, ние македонците граѓани на Република Македонија. Денеска дојдов да го подпишам меморандумот за да изразам незадоволство затоа што Европската унија не се употребува наставката Македонија, односно македонски, и со тоа да поттикнеме цела македонска јавност да се употребува наставката македонски во Европската унија. Мене ме голема чест и гордост да представам една држава и за мене е многу лошо чувство кога таа држава некој друг не признава. Сакам Македонија во светот да се афирмира под своето уставно име како Република Македонија и не сакам да се испушта никаде каде што ќе учествуваме на меѓународните надпреварувања. Македонските репрезентативци сепак низ тага признаваат дека на светските надпреварувања не се представувани под уставното име на земјава, а често не им било дозволено да настапат поради надписите на дресовите. Со тоа загубивме трофеи, но гордоста никогаш нема да ја загубиме, порачуваат спортистите.